Првите иницијатори за прогресот на кошарката во градот биле универзалните спортисти Александар Наумовски Скакла, Методи Балкански, Милан Стојковски Манц, Наско Насковски, Чедо Поповиќ, Славе Боцич, Амет Амети. Во 1945 година се регистрирани првите кошаркарски настани во градот. ТТВ Партизан Куманово ја одиграл клучната улога за подемот на кошарката во Куманово. За кратко време се зачлениле поголема бројка на младинци и младинки, работејки на брзо совладување на кошаркарската игра. Куманово во тој период бил еден од ретките градови во Македонија и поранешна Југославија со сала од затворен тип, па челните луѓе на ДТВ Партизан на еден од своите редовни состаноци донеле одлука за организирање на зимски турнири. Во почетокот интересот не бил на задоволително ниво, но подосна привилегија и чест било да се игра на Соколанскиот турнир, а како поминуваа годините, турнирот станал изворено респектибилен. Кумановската публика во првите години од турнирот уживала во мајсториите на екипите од Куманово, Скопје, Битола, Прилеп, Велес и останатите градови од Македонија, предводени од неприкосновениот работнички. Од година во година тензијата растела со настапувањето на големите екипи од поранешна Југославија, како Црвена звезда, Раднички, Партизан, Борац, Олимпија, Локомотива и други. Со судиско фрлање на топката во студеното јануарско утро во Соколаната се означил почетокот на првиот зимски турнир, со што и официјално стартувал почетокот на врвната кошаркарска манифестација. Интересот кај екипите за учеството бил голем. Се пријавиле екипи исклучиво од Македонија. Покрај домаќинот ДТВ Партизан настапиле и тимовите од Скопје, Прилеп и Штип. Турнирот добил прекар градско првенство на екипите од Македонија. Во првиот направа се сретнале екипите на Штип и Прилеп. Многу поквалитетната екипа на Штип доминирала во текот на целата средба и на крајот славила заслужена победа од 16:8. Составот од Прилеп покажал голема пожртвуваност, но поради слабата техника на кошаркарите не бил во состојба да пружи посериозен отпор. Следниот направор донел слаба кошарка. Домашниот состав на Куманово во ниту еден момент не представува посериозен ривал на Штип, кој на крајот славил убедлива победа од 16:2. Во напреворот за третото место, домаќинот Куманово во неизвестна завршница со Прилеп забележал победа од 12:4. Во продолжението на програмата, Скопје славил лесна победа над Куманово од 11:3. Во решавачкиот напревар околу победникот на првиот зимски турнир во Соколаната, екипата на Скопје забележала победа над цврстиот ривал Штип од 17:7. Како причина за поразот на штипјани се наведува слабата клупа, односно помал фонд на квалитетни кошаркари. На крајот конечниот пласман гласел: прво место Скопје, второ Штип, трето Куманово, четврто Прилеп. Сосема заслужен епилог на првиот турнир. Скопје најмногу покажал и заслужено го освоил пехарот. Куманово и Прилеп, иако малку досадне со формирањето на кошаркарските секции, на крајот не разочарале. Првиот турнир ја постигнал главната цел. Интересот за кошарката значително пораснал. Соколаната била во центарот на вниманието на кошаркарската јавност во Куманово. А за Куманово тогаш настапиле Стојковски, Наумовски, Поповиќ, Боцич, Митич, Шутевски, Глигориевски, Насковски и Балкански. Немавме тренер, сами трениравме, без тренер. Такви времиња беа. Немавме ни опрема, немавме ни топка. За секој случај да кажам дека сме биле многу ангажирани околу таа игра. И ја сакавме од срце. Да се пофалам малку дека имаме освоено еден турнир, на кој турнир го победивме работнички од Скопје и тоа ни остана во сеќавање. Исто така можем да кажам дека на некој начин имавме среќа или късмет да на акција на Нов Белград имавме прилика да се сретнеме оваа петорка
со екипата Пролетар од Зрењанин, со која игравме нерешено, а исто така имавме среќа да се сретнеме и со играчите на Црвена звезда, во кои во тоа време играше Ќурчич, Јовановиќ, Андријашевиќ и многу други, значи, а тука изгубивме од Звезда. Тоа беа после играчи кои ја носеа Црвена звезда во успеси. Ниједна генерација после нас не беше толку приврзана за кошарка и да успете. Исто така имавме доста успех на овие републички натпреварувања. Во 50-тите години од минатиот век, учесник на соколанските турнири била екипата на Косово од Приштина, која редовно настапувала од 1952 до 1955 година. Во тој период рапидно се зголемувало и бројот на екипите од Македонија кои земале учество на силниот турнир во Соколана. Да кажам вака мој утисак. Со душа се чекаше да почне полугодишни на гимназијата. Ние во гимназија бевме, тие 15 дена од јануар месец меѓу прво и второ полугодие, со душа се чекаше, бидејќи во тој период се одржуваше обавезно кошаркашки турнир на ниво на екипи од Македонија. Така да тоа беше едно стадио, целиот град живееше за еден таков догаѓај, бидејќи другите спортови вака живеа, ама не толку и не беа на тоа ниво како во Македонија што беше кошарката кумановска и така дале. Така да и самиот дом беше тој кој правеше една атмосфера да луѓето, да кажам така, со душа чека да дојде тој период на тој турнир зимски и така. Јас мојот младешки и девојачки живот го почнав и го завршив со Соколана. После и продолжив во Скопје, играв малку во Вардар, ама се тоа е сосема
neprihvatljivo i nepoznato i na koje ne se sećam toliko mnogo i od koje ne sam toliko i zadovoljna, su drugi problemi se bave v toga što učenje. Počnavme kako gimnazijalci. Uštevo prva godina na gimnazija. Profesor ni beše Goce Zdravkovski. Beše golem stručnjak, golem entuzijazam imaše vo него. I od него počnavme da učime kako se vodi topka. Hubavi spomeni nemam u životu od Sokolana. Majka mi vikаше bez Sokolana, da ne te vo Sokolana ne si rodena. Cel den, samo će se kažеше vo tolku sat i se sobiravme. Mlati cel den ona topka, trči po salata, ne znaš koga si došla, a koga će si odiš. Pa nastani ima puno, možem da gi gledam mnogo, no se sećavam na jedno, dva nastana, će vi kažem, za 56. godina, koga igrao u finale na turniru su Rabotnički. Izgubio su jedna razlika, 51-50 pobedija. Na toj nastan se sećam ušti deneska, da ta godina ni izbjega i prvото mesto na samия турнир. Бевме решени да го освоиме турнирот, но ете, деца ќе не послужи да изгубиме со по една разлика. Тогашниот сојузен селектор на поранешна СФРЈ Аца Николич и легенда на светската кошарка по завршувањето на турнирот рече: организацијата на турнирот беше на високо ниво. Куманово се представи како одличен организатор. Пријатно сум изненаден од масовното учество на екипите и солидниот квалитет на масовниот турнир. Работнички ми остави добро впечаток и доколку се засели со 20 до 30 кошаркари, може да се надева на добри резултати и пласман во сојузната лига. Солидни екипи се Куманово и Битола, заклучи Аца Николич. На почетокот на 60-тите години турнирот во Соколана станува уште посилен со учество на екипи од поранешна Југославија, и тоа Црвена звезда и Раднички во машка и женска конкуренција, Борацот Чачак, Партизан Белград, па на зимскиот турнир уште настапувале Локомотива, Задар и Работнички. Соколана започнува да испишува новата страница во својата исклучително богата историја. Карактеристика на тој период е големата посетеност на турнирите во Соколана, која од раните утрински часови била исполнета со публика. Има многу моменти. Ние као работнички веќе бевме пореномирани од другите македонски клубови, меѓутоа тога имаше од цела Македонија, чак од Гевгелија кој не беше кошаркашки град, поише ракометни, па доваѓа истите играчи што игра ракомет, па игра пас во хотелот, односно ресторан кај што бевме сместени во Куманово. Многу дружевме заедно. Во тоа време, например, као врвни и легенди на кошарката што остана као Аца Николич, тој ни беше професор наш по кошарка, потоа легендарниот Ранко Жеревица, кој доваѓаше со екипата на Раднички, во кој имаше многу репрезентативци на Југославија, као Ѓурич, Чермак, Ражњатовиќ, Ивковиќ. Познато е да сам имao jednu lepu i bogatu košarkašku sportsku karijeru, međutim, malo njih zna, a meni je posebno to drago, da je ona praktično počela u vašem Kumanovu. To je bio jedan od prvih turnira na kome sam ja krenuo stazama igračkim i uspešnog strelca, bio sam prvi strelac i logično je onda da će Kumanovo meni ostati u sećanju kao jedan od najdražih gradova u kojima sam boravio. Ti turniri su među prvima bili tada u bivšoj Jugoslaviji, oni su okupljali
izuzetno dobre igrače, lepe ekipe i muške i ženske i to su praktično za nas bili nezaboravni i sportski i ljudski doživljaj gde smo se lepo zabavljali, jer je Kumanovo jedan izuzetno bio prijatan grad, prijateljski nastrojen, voleli su košarku, voleli su sport, valjda i dan danas vole, ja sad to ne znam, ali u svakom slučaju izuzetno prijatan grad. Ja sam samo još jedan put bio u Kumanovu posle tih turnira koji su bili pre skoro 60 godina i nije to više ono Kumanovo, ali na kraju krajeva ništa više nije kao što je bilo. Pa jedno pikanterija možda vezana za taj deo. Tu u Kumanovu sam ja upoznao svoju suprugu, bivšu, koja je sad pokojna. Ona je bila najbolji strelac, ja ženski, ja sam je najbolji muški i tu smo počeli i završili sa brakom. Prema tome, u svakom slučaju meni ostaje Kumanovo kao jedan od najdražijih gradova u mom veoma sadržajnom životu. Najubavite godine je pomena ova prekrasna sala. Mladost mi tu zapomina, najubavite denovi. Bio jedan od poiskusnite i podobrite igrače na Kumanova. Se gordeam što belo ovde Vola Sokolana, rekao mladost mi pomena. I svega po stare godine dođe ovde kada živim pokred ova Barica. Pa Sokolana beše jedna od najubavite sali togašnja Jugoslavije. I sve koja je zima na raspust se održava tija turniri zimski na koji učestvovao i ja. Dođa Zvezda, Partizan, Bora, Čačak, Olimpija, imaše ženska ekipa, Vojvodina i red druge ekipi. No vistina beše prekrasno da se igra u ova sala, bile publikata beše sve togaš, sala to beše polna i bodrena i uživaš u košarku. Pa mislim, to je bio jedan očekivani doživljaj svake godine. Ja sad ne mogu tačno da se setim koliko se godina to uzastopce, koliko se taj turnir održavao, ali znam da su svi jedva čekali da dođu na taj turnir, pogotovo što je to bio i ženski i muški turnir. Tako da smo se praktično skupili tu, ja sad ne znam da li to bilo iz drugih republika, ali ekipe, ali kažem ovo što odavde iz Beograda i to sve, mi smo svi jedva čekali kad će da dođe taj turnir, da idemo da se zabavimo, jer stvarno je bila zabava izvanredna, što mislim normalno nije bila samo zabava, već to je bila i igra, to je ovako jedan ozbiljan turnir bio, da smo se mi trudili da dobro igramo, jer bez obzira koliko je to bilo prijateljsko, ali znate kad imate protivnika ispred sebe ne možete da igrate, mislim, ozbiljno igrate, ne igrate onako iz zabave, kao što smo inače došli tu da se zabavimo. Tako da su ta moja sreća, ja ne mogu sada da se setim svih ekipa, samo znam da uglavnom beogradske ekipe su bile to sve. Sve su bile beogradske ekipe, možda recimo i Čačka, možda još neko i tako. I ne mogu da se setim, a znam da je dosta ekipa bilo. Da je bilo isto mnogo dobrih igrača, recimo iz Beograda, to su bili i ovi reprezentativci, neki moje kolege. Tako da je to jedno, tako da kažem, jedno igranje i opuštanje u jedno. Doček je bio, mislim, fantastični. Dočekali su nas vrlo ljubazno, ne mogu da opišem kako je to sve bilo lepo, koliko su nam pažnje poklonili. Tako da su ti doživljaj sa tim turnirima, ja verujem, svima su ostali veoma u dragim uspomenama i da kažem,
ako je meni koji imam 82 godine, ovi koji su bili mnogo mlađi, ja sam tad bio vjerojatno jedan od najstarijih tamo igrača, ovima mlađima koji su bili, njima je to sigurno još bolje u sećanju. Ja kažem, i ne mogu baš svega da se setam, jer stvarno prošlo je dugo godina od tada. To je bio jedan ovako kompletan doživljaj koji se pamti za ceo život. Pa Radnički je bio redovan učesnik tih turnira i mi smo srećni išli tamo da igramo, zato što je turnir bio jak i tada najbolje ekipe su bile na tom turniru. I spremali smo se specijalno za to. Dvorana je bila lepa, mislim, za to doba zaista odlična i puna publike. Publika je bila vrlo zainteresovana tada za žensku košarku. Ovde u Beogradu Вака, мене ми е многу драго што како дете од Соколана, Сотапија што се вика, можам да зборам за ова наша спортска бавица. Јас на некој начин представувам еден мост помеѓу средната генерација кошаркари и поновата, иако имав кратка играчка кариера. Меѓутоа, као сведок на тие случувања, може да кажам, доста работи. Јас припаѓам на една јуниорска генерација која имаше среќа да биде генерација која ќе учествува во првата јуниорска кошаркашка лига на Македонија. Тоа беше некад 73 година, пред тоа се одржуваа само турнири за младите категории. Имавме 2-3 години по 2-3 турнира. И прв пат се организира таа година лига систем на преварување за јуниори. Таа генерација со мене беа Јанковиќ, Чачиć, Раденковиć, Драган Јовановски Мачка, Зоран Стојковски Манц, потоа Трајко Крстевски, познат пејач од Тетот. И за жал веќе покојните Мире Ангеловски и Чедо Розовиќ. И во таа лига ја одигравме во Соколана целата лига таа зима. Салата беше преполна, секогаш на секој надпревар, затоа што во тоа време кошарката беше страшно популарна. Ние сме почетници тамо, од првиот турнир. Тоа сме ја, Књазев, Лечиć. Првиот турнир го играв јас за Трговски. Првите два турнира. Третиот и четвртиот за Вардар, а после тој исклучува за Работнички. Доаѓава Раднички, Звезда, Партизан. Поготово мои идоли од тоа време од нив беа Цветковиќ и Бата Радовиќ. И со нив највише се дружевме, и со Цветковиќ сум и ден денеска друга. У тие денови на турнирот Куманово живееше за тој турнир. Сите беа у Соколана и около Соколана кој не можеа да влегнат. Ја мислам, Соколана е еден од столбовите што има македонска кошарка. Јас како млад доаѓав тука, Шкокосто не пушташе да влегуваме унутра, пошто салата мала, многу публика имаше. Мене, господинот Пачко, кој денеска живее у Хрватска,
ajde crni, ti со мене, ќе ме земеше за рака и ќе ме внесе како играч внатре, во салата ќе ме несеше и тогаш почињаа криенки, зашто Косто стално гледаше дали има некој влезено у сала деца да не се земат места на постари. Ние се криеме позади столици, под столици, позади луѓе и така да можеше да следеме надпревари. Публиката беше прекрасна, немаше место кај да се соберат, и имаше и монтажни трибини, и се стоеше и под кош, и така да интересот беше многу голем. Па имаше утакмицата се играше у Куманово, Зоран Славнич, Бата Ѓорѓевиќ беше тренер. Знаете како е Звезда, голем тим, Славнич како Славнич секогаш приговараше, ова на утакмица приговар, еден, друг, треќ, се нешто не му беше право и на крај си доби заслужена техничка грешка. Во тоа време Нини доаѓа и ми вика, абе, ти лут ли си што му свириш на Славнича техничка грешка? Викам, Нини, па ти гледаш, сите гледат, дека си ја заслужи. Но во исто време, доаѓа Бата Ѓорѓевиќ и ми вика, еве ти рака, ти благодарам, голема услуга ми направи. Што, Бато? А вика, барам начин како да го казнам за тие негови нестаждуци, за негови испади. Ова ми е, вика, сега си ми отвори пат да можам да го да ја одредам казната како да се може да се смири тој, да не приговара, да не прави проблеми. Јас сам узeo обавезу према Куманову и Соколани чувеној да дам неколико података и едну изјаву што сматрам да таа Соколана заслужuje. Jer vreme u koje smo mi sticali košarkaška znanja, ona se najviše događala baš u toj Sokolani, jer ona je bila jedina, da kažem, sala u kojoj se zimski turniri u košarci igrali u staroj Jugoslaviji. Mislim da je ona dala veliki doprinos da mnogo igrača postanu kasnije i reprezentativci i nosioci igre u svojim klubovima, tako da mogu sve najlepše da kažem o toj Sokolani, da je ostala u najlepšem sećanju i mom i mojim drugarima s kojim sam zajedno proveo dosta zima u toj, da kažem, uslovno sali Sokolani. Vidite, što se tiče Kumanova i Sokolskih turnira, oni su nekako ostavili jedan nezaboravan trag, jer mogu da kažem da je verovatno Sokolski turnir i Kumanovo su bili možda negde ispred tadašnjeg vremena, ako mogu da kažem da je u to vreme u Beogradu kao glavnom gradu tadašnje Jugoslavije bila jedna jedina sala gde je mogao da se igra košarka, a to je bila sala Starog Difa u kojoj su se održavali zimski turniri. To govorim sada o ranih 60. godina, negdje 60. 61. 62. godina, kada sam ja učestvovao na tim turnirima i naša košarka koja je imala već tada veliki uspeh. 61. godine mi smo bili već drugi u Evropi, 63. godine drugi na svetu, smo još uvijek igrali na otvorenim terenima. Tako da je to bilo izuzetno atraktivno otići u Kumanovo, igrati turnir koji je uvijek po pravilu održavan negde u vreme zimskog raspusta. U to vreme ja sam bio junior u Radničkom i moj trener je tada bio Ranko Žeravica i on je uvijek imao veliko poverenje i forsirao, što bi rekli, mlade igrače, tako da na ta dva turnira uzastopce smo učestvovali nas petorica juniora. Čak imam i slike iz Sokolane iz tog vremena. To su bili Miško Čermak, koji je bio sigurno iz te naše generacije najuspešniji igrač, bio je Ljubiša Janić, bio je Gaga Vidić i Zimonja, Slobodan Zimonjić, nažalost ova zadnja dvojica nisu više nama, i ja, tako da nama je to imponovalo, mnogo nam je značilo da smo već tada u seniorskom timu,
iskusniji, stariji igrači nisu učestvovali na tom turniru, tako da je to stvarno učešće na Kumanovskom, Sokolskom turniru ostavilo jako veliki trag što se tiče mojih sećanja i emocija. Te 1966. ja sam ušao u prvi tim Crvene zvezde i prvo putovanje sa njom je upravo bilo u Kumanovo. To je bio moj najsrećniji dan u životu do tada. 3 dana pre tog puta nisam mogao da spavam, jer nastupam za Zvezdu i to u Kumanovu negde gde do tada nisam bio. Što se tiče samo Kumanova i tog turnira, mnogo smo se lepo proveli. Publika voli, Makedonija voli košarku. Čudim se da godinama greše, otišli su pogrešnim putem, a mogli su da budu bolji možda i od Hrvata i od Bosanaca, ali to je sad njihova stvar. Znam da na tom turniru u Kumanovu paralelno je bio i turnir za žene. Išla je Zvezda, Radnički i ti svi prvi utisci su mi bili izvanredni i tad sam i zavoleo Makedoniju. Ta Sokolana je bila za primer kako će da se razvija košarka u kom pravcu na prostorima sada već ex-Jugoslavije, što se pokazalo kao pun pogodak. Svaki dan je bila puna, voleli su košarku i voleli su da nas vide. Sigurno ću svratiti u Kumanovo i da se podsjetim ako ta sala uopšte i postoji, jer nije loše podsjetiti se tamo gde si imao prve koreke. Pa generalno treba se baviti sportom, to je veliki izlaz iz neke životne krize, pogotovo ekonomske. Ljubav prema sportu treba bude neizmerna. Makedonija je uvijek imala košarkaše koji su na zavidnom nivou, pre svega od mog velikog prijatelja i druga Georgijevskog, Lazara Lečija sam spomenuo, Bocevski, Andonovski, braća, Lukovski, to su bili strašni igrači, ja sam protiv njih vodio velike ratove, uvijek smo bili veliki prijatelji. Treba da se ugledaju na njih, ili evo sada na Peru Antića koji igra u Zvezdi, moraju da imaju idole, jer samo će tako sport da napreduje. 1967 година љубителите на спортот во Куманово долго ќе ја паметат. Згасна популарниот Соколански турнир. Причините немање доволно финансиски средства за успешна организација. Последните состаноци на комисијата на турнирот при ДТВ Партизан не навестуваше дека ќе се случи таков епилог. Се испратиле покани до поголемиот број на учесници на турнирот. Дури Соколаната беше реновирана во неколку сегменти, односно се направија импровизирани трибини со цел да се соберат што повеќе гледачи. Се планирало турнирот да добие со меѓународен карактер, со учество на екипи од Чешка и Полска. Сепак работите трнале во несакан тек. Неправи своето учество го откажале гостите од Чешка и Полска, а потоа се јавил и недостиг од финансиски средства. Образложението на ДТВ Партизан за дефинитивно откажување на турнирот неисполнетото ветување на Совка, Сојузот за физичка култура, кој наместо ветените 500.000 динари на сметката на ДТВ Партизан префрлил 200.000 динари. Истата сума се покажала недоволна за успешна организација. Раководството на ДТВ Партизан се нашло во мат позиција. Излезот не се насетувал. Доста били испратени поканите за екипите учесници. Спортската јавност во Куманово реагирала. Беше испратен апел до сите добронамерници да помогнат за да не згасне кошаркарскиот карневал во Соколана, кој даде многу за популаризација на кошарката во Куманово, Македонија и поранешна Југославија. За жал не помогна апелите. Соколана остана пуста во јануарскиот термин. Немаше кошаркарски возбудувања, другарување, навивање и задоволство. Кумановци не го губија сепак оптимизмот. Велеа, идната година ќе се средат работите и пак ќе ги гледаме. Куманово, Работнички, Звезда, Борац, Локомотива, Раднички, Олимпија и други. Надежда остана. Дали пак ќе има зимски турнири? По згастувањето на силните и традиционални јануарски зимски турнири, каде беше застапен квалитетот, во Соколаната и понатаму се игра кошаркарски надпревари.
Košarkaški сојузна Македонија во своите настојувања да се збогати овој спорт, во јануарскиот турнир организирал зимски кошаркарски првенства, кои представувале неофицијално првенство на Македонија. Тие турнири се одржале 1968 и 1969 година. Десетгодишната пауза на зимските кошаркарски турнири во Соколана завршиле. На општо задоволство на армијата приврзаници на кошарката, Куманово повторно ќе стане центар на возбудувањата. Спортските работници, подпомогнати од стопанските организации во градот, одлучиле повторно да се одржува незаборавниот турнир, за кој слободно можело да се каже дека ја афирмира кошаркарската игра во Македонија. Вообичаено, кумановци со голема радост ја пречекале оваа вест, посекувајќи турнирот да биде успешен. Организациониот одбор, кој ја туркаше целата работа, зашто поуспешна организација го сочинувале познати кошаркарски работници од градот. Меѓу другите биле Методи Петровски, Владимир Николовски, доктор Бранислав Даштевски, Александар Ралич, Радко Тодоровски, Бранко Стојановски, Томислав Кралевски, Душко Петровски, Киро Крстевски, Мирко Јакимовски, Мирољуб Лалевски и Методи Илиевски. Pa ja ne bih pričao samo o Sokolani, ja bih rekao da je Kumanovo, ako se za nekoga može reći grad košarke u bivšoj Jugoslaviji, da je to Kumanovo. Naravno, možemo da govorimo i o Skoplju i ostalim gradovima, međutim Kumanovo ima jednu specifičnu boju, ima dušu sportsku, ima nešto što je upravo sve nas privlačilo tamo i nije slučajno što je Sokolana bila simbol nekog druženja, nekih fantastičnih susreta, čak i ljubavi, jel, eto, možemo kažemo da je Cvele tamo sa Radom napravio prve kontakte i da su posle toga postali muž i žena, ali Sokolana je bila mesto u kome smo svi hrlili. Zašto? Zato što to jedno druželjublje, to gostoprimstvo, taj odnos prema sportu, prema sportistima i prema svima onima koji su dolazili je bilo fantastično. Naravno, neuslovna mala sala, međutim simbolizovala je nešto što je veoma važno za sport, a to je da i u neuslovima čovjek može da se osjeća izuzetno prijatno, da daje svoje maksimume na svakoj utakmici i da praktično predstavlja svoj grad, svoju ekipu. I to je bila jedna mala Jugoslavija u tim uslovima u Sokolani gdje se igrala fantastična košarka. I ono što je opet najvažnije, moram da podcrtam, to je da je gostoprimstvo bilo na fantastičnom nivou. Publika, pa normalno, makedonska publika je publika željna dobrih utakmica, uvek bila uz sve te ekipe i navijala je za onoga za kog je tela. Toliko sam lepih priča od mojih čuvenog Kumanovog i kad god se sastanemo, a sastanemo se puno, ovi stariji samo u Kumanovu, ne samo, ali uglavnom pričaju o Kumanovu i turnirima koji su održavani tamo. To su bili vrlo jaki turniri, to je jedna redki sala koja je korišćena u to vreme, su oni ulazili. To su bili turniri koji su igrali. Ja nisam, sticam okolnosti, kad su bili ti turniri, ja sam bio previše mlad, a kasnije sam ušao u neke reprezentativne obaveze, pa su to turniri se poklapali sa tim i nisam imao sreće da igram u Sokolanu. I to sam čuo i da pitate mog kapitena Rađatovića i Necu Đurića, najlepše sećanje nose iz Sokolana u Kumanu. U početku, kad smo čuli da idemo za Kumanovo, malo i igrači su bili nezadovoljni, pa to je mali grad, pa to je provincija, pa šta ćemo tamo i tako dalje. Delio sam to mišljenje. Posle našeg prvog dolaska na turnir u Kumanovo, ovo nije sad lažna kurtoazija da se ja vama i vašim gledalcima dodvoravam, nego zaista smo se osjećali bolje nego u sopstvenoj kući. Svi su nas dočekali izuzetno prijatno, govorimo o navijačima, govorimo o ljudima, upoznali smo gospodina Raceta Georgijevskog, koji je doajen košarke za nas, bar jer nikog drugog nismo znali, jer on već imao neke kontakte, komunikaciju sa našim tadašnjim trenerom Bratislavom Đorđevićem. To je batina ideja da praktično dođemo u Kumanovo i mi smo mislili da će to biti neki seljački turnir s nekim seljačkim ekipama i da je to gubljenje vremena, maltretiranje i tako dalje. Doček koji smo tamo doživjeli
Utakmice smo igrali, pa to liči na zadružni dom, u odnosu na dvorane u kojima smo igrali. Ništa nam od toga nije smetalo. Naprotiv, osjećali smo se veoma prijatno, utakmice ni malo nisu bile prijateljske. S kim god smo igrali, bilo da je to bio Kumanovo, Rabotnički ili neka druga ekipa, boga mi su to utakmice bile kao da se deli svetska zlatna medalja. Te 60. godine prošlog vijeka, kad je košarka kretala i imala taj uzlet ka evropskoj i svetskoj sceni. U to vrijeme je bilo veoma mali broj sportskih hala. Jedna taka hala je bila i u Kumanovu i Kumanovo je bio, toga se jako dobro sjećam, kao grad košarke, kao što je bio Čačak sa svojim Borcem ili Zadar sa svojim košarkaškim klubom Zadro. I oni su za divno čudo bili u mogućnosti i da prave te turnire. I ja sam imao sreću da sam kao igrač veoma mlad učestvovao na jednom turniru i to su za mene bili nezaboravni dani. Nezaboravni dani u smislu da sam imao prilike da sa veoma ozbiljnim igračima se susrećemo i da stičem neko iskustvo, pošto sam bio izuzetno mlad igrač. Zato mi je Kumanovo ostalo u jednoj lijepoj sjećanju. Posebno bih istakao njihovu dvoranu. U to vrijeme mali bio broj gradova koji su imali dvoranu sa odgovarajućim standardima za košarku. Kumanovo je bio jedan od tih gradova i ta dvorana je bila arhitektonski vrlo interesantna. Sjećam se ko dan danas i posebno mi je drago što čujem da će ona biti u celosti revitalizovana, obnovljena i prilagođena ovim novim zahtjevima savremenog sporta. Tako da je Kumanovo mene stalo u sjećanju jedan od rijetkih košarkaških gradova one velike Jugoslavije. Sokolana mi je ušte od detstva menevo prijatno osjećavanje, zato što tuka počnav kako gimnastičarka od toga. Posle, ljubav prema košarkata me dovede ušte po blisku do Sokolana. Со задоволство ги паметам тие години. Мислам, екипи што доаѓаат прволигачи, ние бевме круг во Македонија, што сме играле. И за нас беше предизвик голем да застанеш против такви екипи. Црвена звезда, Раднички, Партизан, Олимпија. Така да со трема нас влегувавме на секоја утакмица. Па се сеќам, на крај на завршување на турнир се правеше една табела која е најдобра екипа, која е најдобар кошаркар или кошаркарска со највеќе кошеви. И се сеќавам на еден дел од еден турнир кога мене ме прогласија за најдобар кошгетер. Меѓутоа имаше една кошаркарка од Раднички, се сеќавам убаво. Не знам како се викаше. Почна да се буни дека она е и они нели секој си води своја евиденција во своја екипа. И ние ајде, што ме така, нека биде она. Морам да ги спомнам и домарите во тоа време, Шко Коста и тетка Славка, они не чуваа како своји деца. Не ни даваат на турнири, ние не се соблекувавме во иста гарероба со други екипи, така не собереше во нејзиниот соба. Чајчето вриеше на шпоред, што ме пауза или ова, ке ни даде нешто да се затоплиме и после терај. И тоа. Последниот турнир во 1978 година во незаборавната Соколана дал историски значај за развојот на кошарката во Куманово, Македонија и поранешна Југославија. Останува запаметен по својата оригиналност. За време на 20 турнири нешто повеќе, љубителите на кошарката имале ретка можност да бидат дел од големите кошаркарски спектакли, а бројката на присутните посетители кои ги следеле на преварите изнесувала над 40.000 гледачи. Спортско Куманово живеело за зимскиот турнир, исполнувајќи ја Соколаната од раните утрински часови.
Поголемиот број од навивачите доаѓале од со сендвичи од дома, останувајќи во храмот преку целиот ден, бидејќи голема била желбата да се следат незаборавните кошаркарски спектакли. Во Соколаната настапувале ценните имиња на кошарката од Гевгелија до Љубјана, да ги споменеме и членовите на управата на ДТВ Партизан, кои работеле по цел ден за турнирот да помине во најдобар ред. Почитуваните спортски работници од градот Стојан Јакимовски, Ѓорѓи Здравковски, Александар Наумовски Скакла, Јордан Стиловски Оцко, Воислав Далјевиќ, Јаков Станковиќ, Методија Теодосиевски, Славе Боцич, Трајко Пачков и други, понекогаш за успешна организација на самата манифестација, работеле и по цел ден. Горе споменатите личности воедно беа главните креатори на целиот проект, наречен Зимски кошаркарски турнири. Ете, тоа беше историјатот за кошаркарските карневали во Соколана, а за во иднина повозрастните, на постарите, кои што денеска ги гледам исто тука, денеска се дружат со истиот објект, го наблюдуваат, велат дека и објектот е граден камен по камен, тула по тула, од страна на граѓани и ентузијасти и со само допринос и финансиска поддршка од тогашното кралство Југославија. Во типично препознатливиот стил за соколаните на сите тие балкански простори и во Европа направени во тој период. И верувам дека по целосна реконструкција на овој објект, но првично по завршување на правната постапка, ќе успееме да го вратиме тој сеј, да и нашите деца и нашите внуци имаат на што да се гордеат. Јас како градоначалник во овој град гледам еден музеј за спортот, оспособен објект, каде што би имале и можност да одиграме во одредени моменти и одредени ревијални надпревари и ревијални спортски настани.